Македонските граѓани на телевизија гледаат најмногу вести па серии, покажа истражувањето на Агенцијата за медиуми спроведено на 1200 испитаници. И натаму најголем процент од анкетираните одговориле дека се информираат од телевизијата, а како втори извор го користат интернетот и тоа за дневни настани. Колку од прашаните се со повисоко образование, толку помалку гледаат телевизија, а повеќе следат интернет. Мал дел од прашаните слушаат радио или читаат весници. Значи, единствена програмска содржина за која што публиката смета дека е премногу застапена во понудата на домашните телевизии се играните серии. Публиката препознава недостиг на културна и образовна програма, програми за деца и цртани филмови, документарни емисии и играни филмови. Според анализата, телевизиите лани најмногу потрошиле за купување на програма. Радиодифузерите оствариле приход од вкупно 50 милиони евра. Повеќе од 50% им припаѓаат на телевизиите, а околу 40% на јавниот сервис. Повеќе од милиарда денари од приходите се добиени од реклами. Македонскиот комитет за мерење на гледаноста се уште нема потпишано договор со Светската агенција за мерење на гледаноста и затоа немаме релевантни податоци за гледаноста, вели директорот Трајчевски. Што е можно побрзо да го потпишат договорот со AGB Нилсен, веќе самиот рок за имплементација на тој договор и инсталирање на доволниот број на People Metri бара време од најмалку 2 месеци, за да можеме и ние како агенција и целата медиумска индустрија да има релевантни податоци како за мерењето на гледаноста, односно слушаноста на радиостаниците, така и за податоците, реални податоци за мината на рекламниот колаж во Република Македонија. МРТВ остварила најмногу приходи од радиодифузната такса, а многу малку од реклами. Околу 30% од вкупниот приход, јавниот сервис го остварил од буџетски пари заради поддршка и развој.